недостасуваше, господја Јанева, во вашето излагање повеќе точки, кои што се од интерес на Собранието на Република Македонија, и би ве замолил, како дел од вашата контрареплика, доколку сте во можност да дадете одговор на некои работи кои што недостасуваат, ги има во извештајот како теми или во вашата работа од интерес на Собранието и на јавноста, но во вашето излагање недостасува. Се надевам дека тоа е прашање на ваша одлука, го почитувам, но сепак треба да бидете свесни дека одговорноста пред Собранието ја имате за да одговарате за вашата работа, како и сите други државни органи. Прво, ќе би почнал од финансискиот извештај на специјалното јавно обвинителство, кое што е во еден сегмент присутно во вашиот извештај. Наведено е дека се потрошени 72.941.547 денари, од кои спецификација за потрошени средства имате само за две ставки. Тоа е за адаптација на објект, оној во кој што веројатно се вселивте пред неколку дена. Вредноста е од 8.505.777 денари. И за кири дека сте потрошиле 3.865.445 денари. Тоа е веројатно објектот во кој што досега бевте сместени. До тука е се уред и логично и немам прашања околу овие две ставки, но недостасува извештај за потрошени 60.570.332 денари. Мислам дека должите одговор на Собранието на Република Македонија и на јавноста за што се потрошени овие средства и како се потрошени. Имаше многу шпекулации во јавноста околу ангажирани советници, висина на плати на специјални јавни обвинители, односно на специјалниот јавен обвинител и на вашиот тим во обвинителството. Имаше многу шпекулации околу награди кои што се делат во специјалното јавно обвинителство, ангажирани истражители и друг технички персонал. Би било добро заради јавноста да ни дадете прецизен одговор како се потрошени овие 60 милиони денари, кои што недостасуваат по спецификација во вашиот извештај поднесен до Собранието. Секако тука би било добро, доколку цените, доколку не ваша одлука, ваше право, јавноста ќе суди, да ни објасните како оди процесот на ангажирање на истражители, на советници, оние популарно наречени експерти, дали има критериуми, дали нема критериуми, како сите истражители ангажирани од МВР, јавноста ги поврзува со СДСМ и добиваат функции во време кога СДСМ го раководи Министерството за внатрешни работи сега или во минатото, зборам во минатото пред 10 години, не и луѓе кои што не се поврзани со СДСМ или се поврзани со некоја друга политичка партија. Исто така, критериумите кои што се врши изборот на советници, експерти, не знам како вие како правна форма ги позиционирате во вашите акти и одлуки. Имаше спекулации за господинот Тортевски, за господинот Шкарич, за господинот Калајджиев, некои помлади асистенти од факултетите, сите тие активни по телевизии, за да ги дообјаснуваат постапките на специјалното јавно обвинителство, но добро е да ни дадете информација кои се критериумите, дали ги почитувате законите за администрација, дали има јавни огласи, дали секој граѓанин на Република Македонија еднакво има пристап до вработувањето, или тоа го правите врз база на ваша одлука и ваша проценка. Понатака, врз основа на законот кој што ја тангира вашата работа, би сакал да ве потсетам дека извештајот кој што го поднесувате до Собранието на Република Македонија мора да содржи описи на сите поединечни постапки кои што ги водите во така нареченото специјално јавно обвинителство, и од тука го црпам правото и јас да поставам прашања за неколку специфични постапки кои што вие ги водите, односно се во ваша надлежност. Би потсетил на неколку изјави на господинот Зоран Заев, кои што датираат веројатно година и пол, 2 години претходно, во кои што тој тврдеше дека е најприслушкуван политичар во Република Македонија и дека скоро и да немало разговор кој што он го обавил на неговиот телефонски број, на неговиот телефонски апарат, кој што не бил прислушкуван. Тоа беше многу пати потврдувано од страна на господинот Зоран Заев, но и од многу лица од раководството на СДС. Ако тргнеме од предпоставка дека господинот Зоран Заев немал причина да ја лаже јавноста или друг пат не ја лажел јавноста и го земеме како точно неговото тврдење,
Доаѓаме до позиција дека веројатно најголем број, најголем файл, поединечен файл, кој што е поврзан со име и презиме, односно телефонски број на едно лице е на господинот Зоран Заев. Предпоставуваме заради тоа што немаме точни информации. Дали имаме право да ги имаме тие информации или немаме право да ги имаме тие информации, можеме дополнително да дискутираме поврзано со недостатокот од прецизни записници за предавање на материјалите до вас, но за тоа подоцна. Сакам да извлечам други заклучоци. Значи, ако тргнеме по предпоставка дека господинот Зоран Заев е најприслушкуван политичар, доаѓаме до предпоставка повторно дека најголем број од снимените разговори кои што сега во моментот се во посет на вашето обвинителство се однесуваат, односно се разговори на господинот Зоран Заев. Повторно врз база на предпоставка, господинот Зоран Заев веројатно во текот на денот троши саат, 2, 3, иако би требало да троши 8 сати најмалку за менаџирање на работите во својата општина. Значи, зборам врз база на предпоставки. Менаџирањето на општината подразбира менаџирање на сите аспекти на работата на општината, поради тоа што за скоро сите постапки во рамки на општината последниот подпис го става градоначалникот. Без разлика дали се на имотно-правни работи, дали се однесуваат на образовни, на културни, програми, финансиски постапувања, тендери и така натака. Сега, верувам дека сето тоа вие го имате во посет. И доаѓам до клучното прашање кое што сакам да ви го поставам во овој дел од мојата реплика. А тоа е, господјо Јанева, дали не мислите дека дозволивте целата македонска јавност да има впечаток дека работите пристрасно, дека напаѓате една политичка партија и представници на една политичка партија, а заштитувате друга политичка партија? Зошто? Ве прашувам пред сите овие 200-300 луѓе. Како е возможно, господјо Јанева, да имате постапка против градоначалникот на Битола, господинот Владимир Талевски, а да немате во ист момент постапка против градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев? Дали сте во право со сомнежите кои што ги имате во предистражна постапка за господинот Владимир Талевски, вие си имате обврска да го докажете тоа пред суд, не пред нас. Јавноста може да има секакви мислења. И јас како пратеник можем да имам секакви мислења. Но нели мислите дека дозволивте јавноста да мисли дека имате пристрасност во постапувањето, заради тоа што во исто време не започнавте постапка за градоначалникот на Струмица, заради тоа што станува збор за идентични случаи, идентично водени постапки за јавни набавки и станува збор за општина Струмица која што потрошила 3 пати повеќе средства од општина Битола за превоз. И доколку досега не сте го направиле тоа, господјо Јанева, второто подпрашање во мојата реплика за овој предмет е дали планирате да го направите тоа? Дали планирате граѓаните на Република Македонија да ги ставите на еднаква позиција, без разлика на нивната партиска припадност? Ако знаеме дека се исто водени постапките, ако знаеме дека процедурите се исти, ако знаеме дека градоначалниците имаат исти права и обврски, разликата е само што едниот е од ВМРО ДПМН, другиот од Социјалдемократскиот сојуз, дали планирате исто да постапувате спрема сите градоначалници и зошто досега не сте постапиле исто спрема сите градоначалници, односно зошто во ист момент не сте постапили спрема господинот Зоран Заев? Би сакал да, околу едно од вашите апели, околу пролонгирање на рокот, да ви соопштам дека вие самата пред 8-9 месеци кажавте дека нема потреба толкав број на обвинители да работат во вашиот тим заради обемот на работа, односно недоволниот обем на работа, и можам словно да кажам дека нема атмосфера во Собранието на Република Македонија да ви излезе во пресрет на барањето за пролонгирање на рокот. Но ако имате желба и намера да го зајакнете тимот, да ги вратите тие две обвинителки или да побарате други обвинители да бидат вклучени во тимот или да побарате дополнителни лица за да ви помогнат во брзината на работа, спремни сме да разговараме. Значи, вие кога ја превземавте обврската да го водите целиот процес, ги знаевте условите под кои што таа работа ќе ја работите. Законот веќе беше донесен пред да ви избереме вас како вршител на таа функција и затоа мислам дека треба да ја динамизирате вашата работа во согласност со законот и со мнозинското расположение не само во Собранието на Република Македонија, туку и во Република Македонија.